Како што кажавме, да, едноставно и многу јасно пееме за Тоше, а во негова чест ова утро на мое големо задоволство, но сигурна сум дека и на ваше, со низиниот глас, со низината гитара, со звуците на гитарата, ќе уживаме во рефрените, во хитовите на нашата голема музичка звезда, која што за жал го изгуби животот на овој ден, 16 октомври, и целиот регион го потресе. Меѓутоа, тој остана да живее во сите нас на било каков и начин да е, сите си го носиме во срцето и во душата. Еве јас ова утро се решив и ова следната година и јас со Тоше Проески, затоа што пред се тој беше еден исто така голем хуманист и многу добар човек. Со прекрасна душа и преубаво срце. Добро утро на сите. Таков е денот на нас, некако како традиција да ни стана овој ден. Веќе неколку години поред на овој ден така го обележуваме со песни, со муабет за него. Нели како што рече ти, да не го заборавиме никако. Мислам, тоа не може да се случи. Не го забораваме кога енергија, харизма не може да се заборави. Знаеш, кога ќе кажа дека совршенството не постои, некогаш кога ги имаме сме имале такви луѓе, ќе сватиш дека па и постои. Па така некако. До некој степен. Исклучителни луѓе, така. Лили, да започнеме. Да започнеме. Повели. Јас одбрав така неколку. Така живеат легендите. Така со нивните песни. И одбрав неколку кои што мислам дека овде не сум ги пеела. Лошо ми премолчи, во чии раце сино ќе ти заврши. Ко пеперминт е сладка лагата, оној ладен вкус нешто сокрива. Еј, лошо ме предаде, од шалот црни да ги скриеш усните. Во очите твои пишува што се случило, а не ми кажуваш. Лошо ти стои за се, да се правдаш, а чекаш да си со него. Ти завидувам што не ти прилега да бришеш солзи со ракави, плачеш за крај, а и таква си убава, знај. Пеперминт е сладка лагата, оној ладен вкус нешто сокрива. Лошо ти стои за се, да се правдаш, а чекаш да си со него. И завидувам што не ти прилега да бришеш солзи со ракави, плачеш за крај, а и таква си убава, знај. Убава си. Браво, Лили. Додека едно ти од поубавите песни за пеење. Сите му се убави песни. Има ли некоја песна која што не допира до сите нас? Нели? Нема песна што не сум ја научила од Тоше, буквално. Како го пошто најмногу го памтиш Тоше? По добрината, по харизмата, по мислам моментот да чекаш да едва чекаш да излезе албум од него, да нели во тоа време немавме социјални мрежи, па ако не бев дома, тој беше некаде гостуваше, па ќе си јавев на мајка ми да прашам како беше облечен. Знаете, како прав фан на Тоше. Сите ќе го паметиме најмногу по неговата добрина, по неговата хуманост, што денес некако е реткост. И по негова најпосебна енергија која што тој ја поседуваше. Навистина, и со самата појава на неговата точно, тие што имавме среќа, да кажам, да се дружиме со него, да го запознаеме.
Тоа не се опишува. Како се запознавте? Ние сме колеги од факултет Од со него. факултет, така. Ама веднаш уште јас бев втора на факултет. Тој беше прва, нели? И секогаш насмеан. Секоја година ги пречекувавме бруцошите и ние уште на тој прв ден кога ги пречекавме бруцошите, ми го кој што беше и Тоше, некако така веднаш се сконтавме. Со него после тоа тој ги препознаваше добрите души, тоа па нешто чудо беше. Па се препознавме некако така, да. Знаете кој ќе се разберете Се го видела ли со некогаш поглед. намортен? Па јас целото тоа време никогаш. Не, некако знаете и он беше нормален човек. Да. Сигурно и тој имал некакви проблеми, нешто што го мачи. Не верувам дека бил цело време таков, но тој се трудеше цело време да биде навистина позитивен. Се запознавме, значи така, после бевме кај исти професор по клавир, имав јас од 5, така некако тој беше од 6. Значи тука редовно се среќававме и после со тој договор јас што го потпишав со Final Cut, па живеевме во иста зграда, така баш имав прилика да се дружам, да седиме во неговото студио, да си пееме заедно. Мислам тоа секој си има приказна за Тоше и само ми е криво дека никогаш не направивме заедничка фотографија така да си ја имам. А сме имале многу така прилики да но убаво е кога имаме сеќавања и вакви убави врзани за него, па и пееме за Тоше. Пееме? Пееме. Само да видам која така. Која и да е песна, како што кажавме, сите негови песни ни се лек за душата. Од мене никој подобро не те знае, кога ќе ги свиш нешто смислуваш. Никој жив не ја чита лесно како ти, книгата на моите слабости, но се преправаш. Невера во коса ти мириса, на кошула опче ти скинала, рани на устните, но не се од мене, а срце по тебе во гради ме гребе, ќе издржа
секоја чест и сум го кажала тоа многу пати, со оглед на тоа дека вака во утринските часови да вадиме толку преубав глас и да свириме, тоа е за поздрав и секоја чест и тоа кажува за тебе колку си ти професионална во она што си го работиш и за што си се определила во животот. Слободанка, малку е потешко во утринските часови, разбирам, но за тоа станав многу порано, благодарам, да, за Тоше, станавме за Тоше, така. Мислам дека некој што сака да пее и тоа му е буквално во крвта, мене во ноги да ме разбудиш, јас ќе ја земам гитарата и ќе почнам да пеам. Сега сигурно некога, нели, по-слободен е гласот и по-раздвижен, но нема проблем. Ги бараат ли песните од Тоше? Ги бараат и ме изненадува, ово сум го кажала многу пати. Но ќе го повториме зашто да не младите. Помлади генерации, мислам, песните си живеат. Мислам, генерации 2002, 2003, 2004, така, нели, во по-нови генерации, кои што не ни биле родени во тоа време, ми бараат песни од првите албуми, Усни на усни, сонце во твоите руси коси. И веднаш им ја исполнувам. Може ли само рефренче од првите негови песни, Усни на усни или Сонце во твоите руси коси? Може. Само рефрен. Сонце во твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи, звезди се кријат во твоите очи, злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Или ова. Усни на усни, тивка музика, раце око си, колку си убава, очи во очи, рај во душава, срце во срце, сакај ме најмила. И јас се распеав со тебе. Но секако дека ни е задоволство и драго да ги пееме песните на Тоше. Овој ден, за жал, тој го изгуби неговиот живот, но еве како што кажуваш и ти, песните негови живеат и од генерации на генерации се пренесуваат. Овие хитови ќе долги години ќе живеат низ овие простори. Како што кажавме, неговата енергија се уште присутна таа енергија. Мислам дека не може да престане, ќе се пеат вечно, мислам дека неговите песни. Тоа е Божја дарба и секако сите ние веруваме во нешто, па веруваме дека и тој од некаде можеби ова утро и сите нас не гледа. Колку ете така, нели секогаш кога споменуваме за оние што сме ги изгубиле толку многу големи музички имиња. Меѓутоа, за жал, изгубивме уште едно големо музичко име, Панчо од ДНК и како групата ДНК, како една музички наши легенди кои исто така оставија хитови во малку поинаков друг жарн музика, меѓутоа многу прифатлива за младиот свет, но исто така и за нас повозрасните. Нека почива во мир и нека почиваат во мир и останатите членови на оваа наша музичка група, која што сум сигурна дека би соработувале со Тоше, би имале некој заеднички дует. Сигурна сум во тоа, познавајќи ги вака музичките нивни правци. Ке може ли да ја за жал болката што ја чувствуваме од пред неколку месеци, мислам денот е таков и Тоше и Панчо, се зголеми за уште една жртва. За жал. За жал. Мислам, тоа е навистина изгубивме е голем многу човек. тажно, изгубивме исто така добар. Да. Мислам, сите овие денови, нели, се споделуваат разноразни видеа и стварно има една искреност во двајцата, и во двајцата и во сите членови, и Панчо секогаш во неговиот говор се чувствува колку тој претходно си има и свое домашно едно
големо воспитување. Кое што е многу важно. Да, кое што е многу важно, нека почиваат помирно, ќе останат да живеат нивните песни. Оваа песни... судбинската која што ја баш вчера споделив напиша е за да се чудиме сите. Точно самиот тој веднаш што ми е напишал, мислам тоа е негова изјава дека чудно се почувствува како некое проклетство, како некое предвидување, како така. За жал, навистина текстот е таков. Јас прв пат сега ќе ја испеам оваа песна. Малку ми е тешка, морам да признам. Воопшто не се грижи. Емотивно е, навистина, поготово денес и сите овие месеци. Но се си има универзумот некоја своја цел и порак. Да се надеваме дека е така. Благодарам за одвоеното време. Благодарам додека на вас. не ми потекле солзите, Секогаш ми е убаво да се со вас, одјавиме. да се Благодарам одјавиме. многу што се пеевме за Тоше и што во чест на Панчо и Денка ја испеавме, ако утре ме нема. Ќе се спратиме со И него. Тоше го но нема на негова чест, 18 години поминаа, тој се уште живее и ќе живее како и оваа музичка група. Така ќе биде и со ДНК, Да, со Панчо и со благодарам многу. Благодарам Од и се на вас. срце ви ти благодарам.